civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Добар ден. Политиката и образованието во политиката, политиката во образованието или, како и да ги наредиме термините, состојбата со политизацијата на образованието не е нарно. Не е во ова најсуптилна обштествена сфера. Вулгарноста на политиката навлезе речиси во сите пори на општеството, за жал не е поштедено и образованието. И тоа е контаминирано од универзитетите па надолу до детските градинки или обратно сеедно. Има ли чаре? Не толку за политиката и не толку за образованието, колку за популацијата, за најмладите, од градинките преку училиштата до факултетите. Значи, што создадаме од младите генерации? Какви субјекти обликува општеството? До кога демагошки само ќе се повикуваме на развиените општества, овде ќе продолжуваме со образовно-партиски политики. Ова се само дел од тезите за кои на ова наша денешна трибина, која се емитува во живо, на Facebook, на страницата на Цивил и на YouTube, каналот на Цивил, учесници професор доктор Мирјана Најчевска, професор доктор Катарина Колозова, професор доктор Јасна Бачевска и председателот на Цивил Џабир Дерала. Добар ден за сите. Им благодарам на Цивил и на председателот Дерала за можноста да бидам во друштво на еминентни професорки. Денов, не се сомневам, ќе остави забележливи траги на темата за која дебатираме и ќе биде мално значаен придонес, ако не да ја испудиме, барем од време на време да ја заплашуваме политиката, да си ги трне своите валкани раце од нечистата и несветата општествена област образованието. Па да почнеме со деконтаминацијата. Јас пак молам да не бидам некако разбран поинаку и покрај трите дами, сепак прво збор му давам на Џабир Дерала. Со збор 2 само да ја отвори дебатата, да фрли светло 2, а потоа и нему ќе му дадам шанса да биде рамноправен учесник заедно со нашите денешни соговорнички, еминентните професорки Најчевска, Колозова и Бачовска. Дерала. Благодарам. Прво, мене ми е чест што ова панел дискусија ја води еден од најеминентните новинари на нашата земја, а секако посебно драго ми е и посебна чест ми е што на едно место гледам навистина три големи имиња, интелектуалки пред се и креативни пера во нашата јавност и секако научници кои придонесуваат секоја во својата област кон она што е и наша мисија како Организација за човекови права. Ние се обидуваме како Организација за човекови права да дадеме свој придонес кон деполитизацијата и департизацијата на образованието, како што кажавте и вие, најсветата општествена дејност образованието. Во рамките на проектот Европски перспективи следно ниво, ние имаме цела една проектна компонента во која се обидуваме да дадеме свој придонес во рамките на процесот за реформи во образованието со фокус на основното образование во доменот на промоција на мултикултурализмот и борбата против национализмот, но секако ги опфаќаме и пошироко сите прашања кои се во врска со оваа област. Колку што можеме. Да, благодарам за овој вовед, Дерала. Почнуваме со, ја замолувам професорката Мирјана Најчевска да земе збор. Неколку тези поставивме, вие имате веројатно и своји приоритети, да ве слушнеме. Многу ми е тешко да зборувам некогаш за ова прашање, можеби заради тоа што толку долго разговараме за ова и толку пати било ставено на маса, толку пати на овој или оној начин сме се обиделе да смениме нешто што некогаш човек веќе губи елан, губи желба воопшто да разговара, а камоли нешто да направи. Меѓутоа, дефинитивно има два елементи кои што треба да ги имаме предвид. Значи, прво,
политиката не може да се тргне од образованието. Значи, дури и е потребно политиката да води сметка за образованието. Образованието треба да биде на прва точка на дневен ред на политиката, приоритет на политиката. Значи, ако го тргнеме образованието од политиката, односно ако ја тргнеме политиката од образованието, тогаш ништо не сме направиле. Значи, потребен е само соодветен начин на третман на образованието од страна на политиката. Кога станува збор за партизацијата, тоа е веќе сосема друг проблем. Значи, некој може да го партизира образованието само доколку не го разбира образованието, само доколку не го разбира значењето на образованието. Значи, партизацијата значи дека некој кој што е на власт, кој што ги држи узгините, некој кој што е во процесите на одлучување и слично, дефинитивно нема појма што значи образованието за заедницата, за развојот на една заедница и воопшто за развојот на една држава. Значи, ако тргнеме од еден многу елементарен пример кој што веќе повеќе пати го повторуваме, меѓутоа изгледа стана само некој видна мантра, без вистина да го сваќаме значењето на она што го кажуваме. Тоа е примерот на Финска и незиното образование. Во 1960 година, некој во политиката во Финска, значи на ниво на политичко одлучување, на ниво на политичко решавање и слично, дошол до заклучок дека развојот на финското општество може да биде соодветен само доколку се посвети соодветно внимание на образованието и доколку се направат такви суштински, такви коренити промени во образованието, кои што ќе доведат до таков развој. Од 1960 година до денеска, Финска цело време нешто додава, нешто менува, нешто обликува, меѓутоа основниот концепт е ставен тогаш. Тоа ни кажува дека ни е потребна политичка воја, потребно е политичко решение, меѓутоа долгорочно нешто кое што ќе произлези од самата заедница, нешто кое што ќе го прифатат сите политички фактори и зад кое што ќе стојат година по година по година по декада, за да може да се направи вистинската промена. Значи, она што финците го направиле е прво решиле што и како ќе се случува со образованието на наставниците, потоа решиле што и како ќе се случува со именувањето на менаџерскиот кадар кој што ќе работи во рамките на училиштата. Потоа дошло и се она што е поврзано со програмите, тоа е со курикулумите, со содржините, со учебниците и слично. Меѓутоа, првата промена, основната промена започнала од менаџерскиот кадар на училиштата и од се она што представува образование на наставниците, на учителите, на сите едукатори во основното и средното образование. Значи, ако сакаме да зборуваме за било каква промена, треба да почнеме од таму. Многу е интересно дека голем број држави кои што се во врвот на образовниот процес имаат посебни факултети за образование. Значи, не се образуваат наставниците на редовните факултети, на обичните факултети, па им се додаваат неколку часови методика и слично, туку им се посветува посебно внимание. Градењето на наставникот, градењето на едукаторот е посебен процес, тоа е посебна професија, тоа е нешто во што се вложува за да можат да се достигнат не само соодветни знаења, туку и соодветни вештини, начини на кои што потоа тој човек ќе биде вметнат во образовниот процес. За менаџерскиот кадар исто така,
Значи, можат да бидат менаџери во училиштата, не секој човек, не обични луѓе, туку луѓе кои што поминале низ образовниот процес, луѓе кои што надоделе на тоа, плюс образование кое што е поврзано со менеджмент, со организација и со работење во колективи, и луѓе кои што исполнуваат одредени стандарди од аспект на нивото на образование. Така, во Финска не може да се биде менаџер на едно училиште, основно, средно и слично, доколку не се добие минимум магистериум, значи магистериум кој што е поврзан со образованието и со менеджментот. Значи, според мене, ова се два поидовни елементи од кои што треба да тргнеме. Прво, дека политиката не смее да се тргне од образованието, туку треба да имаме политика која што е спремна да води соодветна грижа и то долгорочна за образованието. И втора, дека партизацијата на образованието, било да станува збор за именување на директори, наставници или било што друго поврзано со образованието, само значи елементарно незнаење за значењето на образованието. Ви благодарам за сега. Планирав да ја вклучам сега професорката Бачовска, па потоа професорката Колозова, но адреналинот овде близу до мене, кај господин Дерала очигледно проработи, да му дадеме сепак малку збор со строга контрола на времето, за да ги вклучиме потоа и професорките. Јас секако дека секогаш кога имаме ваква тема, адреналинот е повишен. На самиот почеток на излагањето на професорката Најчевска, кога кажа политиката мора да биде во образованието, да, се согласувам, но во едно општество какво што е македонското, политиката пред се подразбира партиска политика, за жал. Тоа е една трагедија која е континуирана и која има длабоки последици секојдневни врз развојот на општеството и на демократијата воопшто, така што да, се согласувам, политиката треба да остане, меѓутоа политизацијата, односно политичките партии мораат да излезат од образованието, се разбира, за тоа ќе кажувам повеќе ако има простор. Благодарам, се надевам професорката Најчевска ќе се воздржи да возврати веројатно на овој почеток на дебатата. Сепак сега ја молам професорка Бачовска да се вклучи во дебатата. Веќе имавме и доволно тези, а и вие самите имате подготвено нешто за овој ваш денешен настап. Повелете. Ги поздравувам сите присутни, соговорничките, почитуваните професорки. Не знам дали водиме сметка за принципот на сениоритет, пошто доаѓаме од академска заедница, можеби професорката Колозова требаше пред мене да говори, ако функционираме. Обив информација, се извинувам дека вие сепак ќе морате веројатно порано да не напуштите, инаку да, точно планот беше прво професорката Колозова па вие. Но таа ротација ќе ми дозволи, ќе ми прости и професорката Колозова. Повелете. Добро. Значи, еве, јас ги отвори темите и добро ги разграничи на некој начин процесите во однос на темата политика и образование, професорката Најчевска. Едно е да зборуваме влијанието на политиката во образованието или исполитизирано општество. Нормално дека во ваков висок степен на исполитизирано општество како што е нашето, сите актери стапуваат од вредностни позиции, а не од аргументирани. Секако дека и образованието е длабоко исполитизирано. Не зборувам дека во оној конструктивен аспект, дека политичката волја и државата длабоко е заинтересирана, туку за сите оние деструктивни процеси, дека и образованието е веќе дефинирано како политика. На некој начин, еве, јас доаѓам и сите ние доаѓаме од образование. Штета што нема тука представници на основното и на средното образование, каде што мислам дека проблемот е многу голем. Многу ми е жал дека оваа година, кога славиме 30 години независност на државава, многу луѓе и се постари од самата држава, па можеме така како личен опит да зборуваме,
На некој начин јас сум се школувала и во еден друг систем, сега имам дете некаде трето оделение и вака како очевидец ги чувствувам сите тие негативни појави. Мојот син е во јавно образование, значи учи во јавно основно училиште. Секој месец се преиспитуваме дали сме ја донеле вистинската одлука да учи. Значи не станува збор само за проблем со квалитет на кадар, туку и со инфраструктурни услови, дали имаат сапун, кога ќе влезете во училиштето, мириса непријатно од тоалетите и некако престанувате и да мислите за политизираност, него каде го носам детето. Значи страшни состојби. А образованието секогаш е на високо место на агендите на политичките партии. Постојано имавме модернизација на образованието, најавување на некои радикални промени, имплементирање на не знам какви Кембридж програми, а од друга страна имате школи без грејење и без обезбедени системи на не знам баш оние основни услови за хигиена и функционирање и клупи, а од друга страна зборувате за компјутери и паметни табли. И малку тука, мислам, премногу ветувања, малку остварувања, значи една комплетно ретроградни процеси. За партизацијата да не зборувам, значи и во социјализмот, нели, јас еве, например, 10 години чекав работување на факултетот и бев демонстратор, неплатен, и дојдов во една состојба во 2006 или 2007 година, се вработија луѓе, така, падна од некаде на факултет, кај нас направен факултет, па нема ни часови каде што да држат, а ти си чекал 10 години како најдобар студент на генерација вработување, си одел некаде без плата, си работел и така натаму, и тоа се све фрустрации. И тоа се баш вулгарна партизација на образованието. Не зборувам сега за квалитет на луѓе кои што се вработиле, во тоа не сакам да навлегувам, сигурно биле квалитетни, меѓутоа ги злоупотребиле партиите во тој момент. Тоа биле состојби во високото образование, кои што тука можеме да ги докажеме и да ги покажеме. Што станува збор па за основното образование, каде што е партизацијата многу видлива, особено во ова општество, каде што степенот на политичка култура е многу низок, демократската свест исто така, партиципативната граѓанска култура ниска, и вие имате состојби каде градоначалниците, нормално, тоа е политички систем, поставуваат директори на основни училишта, меѓутоа директори фигури, шаховски фигури, никогаш немате нешто да кажат, да побараат, да се побунат, некој сервилно полтронски однос кон градоначалниците, премиерите. Имавме поразителни состојби кога еден премиер го носеше детето во школа слики по медиумите. Значи тоа е проблем више на култура, дури не може да се замаскира тоа. И тој процес е толку голем и не знам дали е можно веќе некако да се реши, освен ако го пуштиме со некој спонтан општествен процес на исцивилизирање понатаму. На она што и професорката Најчевска го спомна за квалитетот, предпоставувам, на наставниот кадар. Значи, дури по ослободувањето таму по 45-та година се знаело кој е учител, најписмениот, најпаметниот. Тие луѓе имале углед, општествен статус, имале општествена одговорност, точно се знае како се облекувале, како се однесувале. Не сакам да звучам конзервативно, меѓутоа сега, мислам, најлошите ученици се запишуваат на педагошки академии, на педагогија, зашто мислат дека полесно ќе завршат факултет и ќе добијат некоја сигурна работа која што трае 4-5 сата. Со таква аура, тие се неатрактивни ке нас, неатрактивни факултети за силните ученици, кои што нели продолжуваат понатаму во високо образование. И државата мора нешто да направи во овој домен, например, да ги повише платите, да ги подобри условите, едноставно да нуди некои услови, едноставно овој аспект да стане привлечен за квалитетни луѓе, нели, кои што ќе дојдат и понатаму ќе се занимаваат со најсуштествениот општествен сегмент, со иднината, а тоа се децата.
Значи има, не знам, многу навистина состојби, болни точки, примери кои што покажуваат вулгарниот тој спој помеѓу политика, политичарите, моќта и образованието, па и во високото образование. Не знам дали можеме да зборуваме за тој автономен универзитет, особено јавните универзитети. Ние знаеме дека сме имали ректори кои што им се поклонувале на премиерите. Автономијата во високото образование е многу важна. Ние сме исто така тука, освен тие нели социополитички фактори, транзиција, партизирано општество, имаме и други фактори, однос, например, демографскиот фактор, мало општество сме. Еве, например, кај нас многу професори, особено јас од правен факултет доаѓам, се многу активни во политиката. И тука кога седиш на наставнички имаш две опции, една или друга. Знаете, тоа е. Еве сега ни се платите ужасни. Ние сега земаме 35.000 од Министерство за финансии, редовен професор, му е плата. И сега треба да го дигнеме гласот. И немате јадро, критично јадро тоа да го направите. Да го парализирате едно општеството. И ајде, не се само платите, се тие фондови што се за научно-истражувачки проекти. Јас сум 2 години уредник на студентско радио, се плеткам во радиото, како во мрежи. Ништо не можам, немаме антена, треба да молам по амбасади, по невладини организации, некако да најдеме средства да се покрие целата територија, еве во корона криза, кога студентите не доаѓаа на универзитетот, па да можат и од дома да следат, да ги мотивираме, но за тоа треба средства, кои што ги немаме. Научните проекти, тие се исто така некои понижувачки средства. Нема, науката кошта и треба политичка волја да ја дадете простор, да ја охрабрите. Кошта да одите на конференција, да учествувате, да направите квалитетно истражување. Така што на некој начин треба интервенција, не знам, треба и од самиот ние, барем од високото образование, јас сум на тој начин да направиме некаков притисок. Не сакам да кажам улица, штрајкови, ама не знам, некако да смогнеме сила, да кажеме доста е веќе, дајте нешто друго да правиме, затоа што 30 години имаме држава и 30 години пропаѓаме. Во овој домен мислам дека како и во здравството, може би исто и полошо во образованието. Жал ми е, многу негативна. Не се припремав, не направив концепт, така зборувам, може би хаотично. Зборувам и оправдано емотивно, сите не допира образованието, сите имаме и деца и внуци сега, нели, и за сега ви благодарам. Жал ми е што и квалитетот на студентите, еве што доаѓаат, е се понизок и понизок. Вие имате брилјантни луѓе, меѓутоа тоа не се системски производи, тоа се персонални примери кои што сами работеле на себе и така натаму. Општото ниво, знаете, имате во прва година доаѓа века роботите. Кои роботи? Мисли на робови или на грчка античка филозофија, имам во тестови. Грчката, како нашата ера. Мислам, скандалозни примери што ви покажуваат дека некој што завршил основно со 5-ки, со 4-ки, значи тоа е прашањето на системот веќе. Не го разбрале Google добро, веројатно. Професорке Бачовска, засега... Јас знам дека сме ново време. Знам дека сме ново време и дека знаењето го носиме во джеп и дека повеќе треба да развиваме логички, нели, вештини, скилси и сето така, меѓутоа базата, мислењето, критичкото мислење, општата култура секаде во светот на некој начин се преструктурира образованието, забрзано, да гледаме и таа медиумска писменост што ние ја сваќаме само како активност на невладините организации, никако сериозно да ја сватиме, како нешто што се повторува, никако да имплементираме во образованието, да го осовремениме, и за тоа понекогаш и не треба толку пари колку што треба волја и луѓе кои што ќе го направат на некој начин. Професорке Бачовска, јас ве замолувам, ако имате можност да останете уште со нас, сега да ја дадеме можност сепак на професор доктор Катерина Колозова со огромно меѓународно искуство за темава за која зборуваме,
Се надевам тука сте на линија Колозова, повелете. Да, тука сум. Па јас и не сум толку со големо меѓународно искуство на оваа тема. Моите меѓународни искуства се од област на филозофија, која што и по својата природа преабстрактна, мислам на содржините на книгите, статиите што ги пишувам, ако веќе дискутираме за тој меѓународен мој профил или активност надвор од границите на земја. А инаку овде кај нас локално, јас бев активна на темата, се извинувам, само телефон звони, да го исклучам. Овде кај нас локално, значи јас бев активна на темата образовни политики и таа активност можам да ја врзам со една релативно помала димензија или рамка на меѓународност, а тоа се на моја активност, тоа е во делот на критиката на авторитарната држава или така наречените илиберални демократи и либерални режими и либерални онака како што ги разбира и како што го употребува поемот Виктор Орбан и како што е применлив на многу од државите, особено во поранешна Источна Европа. Па така дискусиите локални за образовните политики што овде се направи обид да се развијат, ги имам сместувано во, да речеме, таа регионална димензија на критика на авторитарно управување и на илиберална демократија, илиберална како што е разбран поимот од страна на Виктор Орбан и употребувана не од страна на Фарад Закарија. С други зборови, едната критиката на образовните политики и отпорот кон она што се обиде моменталната министерка да го воведе како новитет, отпорот кон тоа го имам ставено во јукста позиција на авторитарниот резон, начин на размислување во делот на администрирање, управување, креирање јавни политики, кој е доминантен, па да, може да се каже доминантен и во ЕУ членките, и во оние што аспирираат за ЕУ членство во некогашна Источна Европа. Сега нели не се нарекува така, само малку да исклучам нотификати. И сега преку оваа корекција околу представувањето сакав всушност да го позиционирам начинот на кој што сум се занимавала со ова прашање и зошто една поширока рамка на вредности ја гледам како засегната во она што се случуваше изминатата година околу сите обиди да се воведат новитети во образовните политики во државата. Значи, ова го зборувам од аспект на некој кој што, освен што филозоф се занимава и работи, е вработен после како професор по студии на политики, кои се интердисциплинарна област, која интердисциплинарност знаеме што значи, особено изминатата година можевме да дознаеме. И секако дозвола простор тука и нели и за филозофскиот приод и во тие, значи, интердисциплинарни мултипроблемски студии на политики, нормално предмет на дискусија се и образовните политики. Значи, образовните политики сум ги дискутирала и сум ги анализирала тој аспект и реков зошто ги наоѓам настаните од изминатата година, ги доживувам прилично вознемирувачки од аспект на политичка култура, затоа што ги гледам во рамки на оној поширок проблем кој што спомнав, помалку и меѓународно сум го истражувала, а тоа е феноменот на авторитарно управување
односно и либерални демократи или ние, како што го нарекувавме долг период, феномен, систем на управување кој е систем на заробена држава, исто така. Зарабувањето тука нормално не се однесува на корупција, туку онака како што се употребуваше неколку години поред, особено после извештат на Прибе, заробеност во смисла на авторитарна контрола на институциите кои се поставени дури хостелно кон малиот човек, обичниот граѓанин. И сега да појаснам, значи како двете нешта се поврзуваат. Со промената на власта ние како институција, значи институтот во кој што работам, за тоа употребувам плурал, бидејќи тогаш се занимававме со анализата на заробувањето на државата, откако се промени власта се занимававме со прашањето на одзаробувањето на државата. И заклучивме дека и покрај тоа што се менува климата во смисла на, не знам, зголемена слобода на изразување и така натаму, на општа демократизација на климата или атмосферата, во делот на управување, значи буквално во најтехничката смисла на зборот, нештата не се поместуваат кој знае колку. Значи постои привид, илузија за која што се чини и новата власт остана слепа, дека администрирањето, управувањето, значи политиките во институциите кои што се навиду неидеолошки или надидеолошки, дека тоа е прашање на обична техника и дека тие техники на управување не се оптоварени со идеологија. И дека вгнезденоста на авторитарниот резон која што ја изведе сосема вешто апаратот на Никола Груевски предходно, вгнезденоста на авторитарниот резон на управување во самите детали на администрирање на кој да е подрачје во општеството, тоа нешто остана во системот, од образовни политики до други секторски политики. И мислам дека не знам дали ме слушате, се плашат ли луѓето во институциите да преземат било каков чекор за да не излезат од рамките од шемата на партијата? Јас мислам дека тоа прашање на филозофија. Ја мислам дека постои, значи, слепа точка на непрепознавање. Значи, ја буквално зборам за некаква илузија, заблуда на оние што управуваат со нас, вклучително и владата, дека заблуда дека имате цел сет, значи, системски, кој што може да е идеолошки и политички невин, дека со самото тоа што се сменила власта и дошле некои други луѓе на власт, дека веќе нема да имаме репресивен административен апарат. Мислам дека буквално се жртви на собствена заблуда, а не лоша намера, зла намера, и не препознава дека во самиот систем на управување, тоа ви е како алгоритам, така? Буквално процедурализмот можете да го преведете во софтверски алгоритам. Во самиот алгоритам на управување, да се изразам и фигуративно, па и буквално, наскоро се ќе бидат алгоритми, се вгнездени тие вредности, кои што остана уште од тогаш. И заради тоа постои непрепознавање. Да ви дадам пример. Ние сме се уште во болонската област, така што владее, нели, болонскиот процес, European Higher Education Area. Прво го имате тоа, European Higher Education Area, а после имате соседни земји, главно се постсоветски, кои што се не баш соседни земји, така е технички терминот во Европската комисија, кои исто се под Болонја. Дали знаете дека на целиот континент, така наречената нострификација или еквиваленција и признавање
го врши Министерството и право на такво нешто немаат високообразовните институции единствено во Македонија, Албанија и Турција на Ердоган. Значи, тоа нешто ви кажува. И другите се постсоветски, така што не сакам ни да ги спомнам. Има неколку балтички кај што имаат сосема независни центри. И тоа тие не се за сите дипломи, туку само за овие регулирани професии. Значи, толкав степен на централизираност вие да имате и само Министерството во име на високообразовните како да се институции, како да се малолетни, така инфантилизирани се комплетно, во нивно име врши еквиваленција, со степенот до кој што навлегува во содржината на курикулумите, всушност го крши Еразмус кодот, бидејќи Еразмус мобилноста европска подразбира формално признавање без проблематизирање на содржината, инаку би било невозможна мобилноста. Значи, успева со некој вид на тајтроштина беше развиена во време на Груевски, успева со и троштина да направи илузија дека го спроведува Еразмус при рачникот на признавање, а всушност ги крши сите негови принципи, проблематизира содржини, курикулуми, така, и го тормози до бесвест студентот со странска диплома до негово признавање. Значи, прво имате авторитарноста, таа бюрократизација уште од тој степен, таа бюрократизација служи за државата да демонстрира надмоќ над малиот човек, служи за да покаже дека е поважна од поединецот, така, значи, таа администрација што сама на себе се служи и покажа степен на централизираност кој што упатува дека, значи, само државата знае како треба. И исто така дека, пазете, повеќе од високообразовните институции. Упадот во Сега ќе завршам со поентата. Упадот во автономијата што го направи Груевски не е напуштен. Да, сумирам затоа што многу се развлеков со уводов и не ни мислев толку да се концентрирам на високото образование. Поентата ми беше, откако ме представивте на почетокот, да кажам, ете што сум работела меѓународно и дека сум работела на анализа на авторитарни модели на управување, па како ги врзувам со образовните политики тука. Она што сакам да го кажам и што е многу важно и тука да завршам, затоа што тоа е темата на дискусијата, сепак можеби придонесов нешто со ова што го кажав, но не беше баш на темата, да сумирам само на темата. Значи, темата е многу важна, но јас би кажала дека ниту е можна, ниту е потребна деполитизација на образованието. Исто како што кажа професор Најчевска. Ништо не е деполитизирано и ништо не е лишено од идеологија. Само што ви илустрирав како навидум неидеолошкиот апарат во секој сектор е всушност тешко идеологизиран. Со самото тоа што е авторитарен, ако е авторитарен. Значи, не е можна деполитизација, не е нужна, ниту е потребна, туку кога веќе знаеме дека сме политички суштества во секој аспект на нештата, тогаш образованието треба да стане агора на демократски плуралитет, каде што ќе се слушаат различни политички мислења, кај што ќе биде можно неказнето да се изразат разни политички стојалишта, и кога ќе кажам политички, мислам на вредностни, идеолошки, политички во поблагородната смисла на зборот, а не во таа приземна смисла на зборот на партиски афинитети. И само уште една реченица. Она што го сведочевме минатата година, со обидите на Министерството да воведе реформи, кои што јас ги поздравив и до ден денес ги поздравувам. Значи, од
појавувањето на моменталната министерка на таа позиција. Јас сум уверена дека за прв пат почнаа вистински прогресивни реформи да се прават обиди да се воведат. Тие прогресивни процеси наидоа на ѕид на не политизирано образование, туку атавистичка политичка култура во образованието и воопшто во општеството. Значи, отпор кон новитети, ксенофобија, отпор кон новитети кои не се ни новитети, интердисциплинарноста владее веќе со децени по Европа, кај нас беше скандал, и да не заборавиме национализам. И интердисциплинарноста и дигитализацијата на образовниот процес, што се нормални современи процеси, беа начекани на нож, дури и не по партиска линија, сеопшта линија на ниска политичка култура, со ксенофобен страв дека тие се плаштот зад кој ќе се случи големото национално предавство, бришење на историјата. Значи, вие само сериозно националистички настроени општества и политички култури можете да ги електризирате до тој степен да развијат параноја дека обична интердисциплинарност, кај што замислете географија и историја се учат заедно, што е сосема природно, или еве да тргнеме веќе таа историја. Биологија и хемија се учат заедно, што сосема природно, барем на тие ниски нивоа на образование, да се учат сплотени. Вие тоа кон тоа да демонстрирате отпор со патриотски тон, кон вакво патриотски тон на отпора. Наместо реформи и еволуција се стремиме кон разни револуции улични, веројатно. Јас засега ви благодарам. Веројатно малку не ме разбравте кога сакав да упаднам во делот на нострификација на дипломите. Не се слушаше добро. Да, тоа значи дека државата, институциите практично не веруваат на самоуправата на универзитетите, нели, на нивната способност да го прават. Некои држави имаат посебни агенции кои посредуваат меѓу државата и факултетите и универзитетите за нострификација на дипломите. Така е во Бугарија, например, си имаат агенција за таа работа, која не е, значи, ни при универзитетот, но не е ни при државата, ни при министерството. Сеедно, јас засега ви благодарам, професор Кеколозова, ве молам останете тука со нас уште малку, се надевам имате време. А сега, господин Дерала, јас само сакам да подсетам тој на почетокот, може на ти, нели? Мислам дека точно она што и професорката Најчевска ја отвори дебатата, ја лоцираше терминологијата, значи не станува збор, јас греше веројатно сигурно и во мојот вовед, за политика во образованието која е нужна. Неспорно, без политика нема спроведување и создавање, нели, создавање и спроведување на разни процеси, за реформи да не зборуваме, но ја лоциравте во во терминот на партизација, значи не политизација, туку партизација. Повелете... Тоа околу политизацијата, односно партизацијата и нивната, нели, и борбата против тоа е всушност терминолошко прашање. Ако зборувате на англиски јазик, ќе кажете деполитизација. Голема разликата меѓу термините партизација и политизација или политика и партија. Зависи од тоа која литература читате, што преведувате и што подразбирате под преводот. Ако кажете политизација на англиски јазик, тоа подразбира учество, односно влијание да, имено, и влијание на политичките партии и политичарите во одредена дејност, во случајот во образованието. Ако зборувате или читате на германски јазик, тогаш таму имате малку по-директна, по-прецизна терминологија, каде што тоа е прекрасен јазик секако, така што таму има и посебен збор за политизација и посебен збор за
партизација, ако преведете од германски јазик, тогаш имате баш партизација, односно департизација. Зборуваме кај нас за партизација, се извинувам, главно мислиме на кадровската политика, по Так, хиерархија, од да, нагоре, имено, од банките до имено. факултетите и од таму надоле, Да. Пако е чувството барем на граѓани. Да, со други зборови, Иванов, вие имате општество кое се што подразбира политика, всушност се ограничува на влијание, односно дејствување на одредени центри на моќта, на лимитирани бројки на луѓе кои заобиколувајќи ги или злоупотребувајќи ги демократските стандарди и принципи во едно општество, ги наметнуваат своите идеолошки, политички па и финансиски интереси во одредени процеси. Ако зборуваме за самата тема, е уште едно малку поблиско објаснување за тоа како јас лично ја разбирам денешната средба, односно денешната тема. Јас би рекол дека можеме дури да одиме уште подлабоко во фокусирање, во изострување на фокусот на темата, а тоа е департизација на училницата, ако сакате, во најдиректна смисла на зборот. И јас тука би сакал да се обидам да најдам една паралела која се однесува на едно историско доба, кое за жал ден денеска уште го помнат некои од нашите најстари сограѓанки и граѓани. И тоа е наци времето. Знаете, во времето на нацизмот, секој наставник што работел во училишта морал да се приклучи на така наречената лига на учителите или лига на наставниците на национал-социјализмот. Значи, тие не отишле до тоа да... И потоа тие се приклучувале на партијата. Меѓутоа имало две скалила, каде што, ако сакате да бидете наставник, вие сте морале да и припаѓате на таа лига на национал-социјалистички наставници. А преку таа лига, која работела стриктно под налогот на НСДП, партијата на нацистите во тоа време, директно влијаеле на учениците од нивните најмали нозе па се до универзитетските нивоа. И тоа е една индоктринација политичко-идеолошка која била толку систематска, толку строга, толку забетонирана, што навистина ретко кој може и да го замисли тоа. Имавме ние, да, имено сталинизмот во времето на сталинизмот исто, идентично се работело, не верувам дека имало некоја разлика посебна, освен во пристапи и имиджи, соодветни на општествените и на културните разлики што ги имаат. Многу помеко, далеку помеко тоа се гледа во времето на Југословенската федерација, меѓутоа сепак таа индоктринација била присутна. Многу луѓе велат дека е тоа најдобриот начин, односно најдобрата индоктринација што била. Не е битно, сега да не го коментираме тој дел. Мене, кога размислувам за оваа тема, навистина ме тера да отидам таму како тој начин на партизација, односно однесување на една политичка структура, ја реформира, односно деформира демократската слика за едно општество, и тоа најлесно и најбрзо, за жал и со најтрагични последици, можете да го направите со интервенција во образованието, ваква интервенција на образованието. И знаете, и гледаме еден период исто така во новата македонска историја, во која без многу да се обидуваме да внесуваме огради и да бидеме фини и благи, мора да кажеме дека сличен еден таков период имавме во период 2006-2016 во нашата земја,
во која едноставно тоа допрва треба и научниците да се обидат и новинарките и новинарите да се обидат да откријат бројки. Не верувам дека тоа наскоро ќе се случи, меѓутоа од она што е познато, знаеме рапиден скок на зачленувањето на наставниот кадар во тогаш владеачката партија. Едноставно, вие не можевте, и тоа го зборувам врз основа на бројни сведоштва кои организацијата во која работам ги има собирано, не можете да се вработите ако не станете член на политичката партија на власт. Имаше химни пред почеток на школската година, како што има во соседна Србија, нели? Например, да. Но на многу... Не забегавме се. Јас мислам дека сепак забегавме и до толку во тоа време, заради тоа што кои се последици од тоа. Последиците од партизацијата во наставниот кадар. Имате последица, прво, едно тотално менување ретроградно на образовната материја која им е предавана на наставниците. Меѓутоа, уште е нешто многу поважно, а тоа е наставниот кадар, охрабрен за тоа што една силна политичка структура на власт со сите полуги на државата заробени од партијата, чувствувајќи ја заштитата, тие, освен тоа што ја спроведувале политичко-идеолошката индоктринација на своите ученици, тие исто така се впуштаа и во други активности, кои се граничат и со криминал. Мала интервенција, дел од тој кадар, сепак имавме и послободоумни, нели, кои гласно се и во шарена револуција и форуми и така натаму. Таму сакам да интервенирам. Еден дел. Точно така. Точно така. Еден дел, тоа сакав и да го спомнам. Зашто го знаеме ово? Како го знаеме ово? Затоа што некој проговори, имаше многу свесни и совесни наставници кои доаѓаа во цивил и ни кажуваа што се случува. Ни кажуваа имено, ни кажуваа што се случува во ходниците, во коридорите, во професорските канцеларии, на сите нивоа, и основно, средно и високо училиште. Имаме ситуација во која, ако се вратиме во историјата, многу долги години траеше денацификацијата на германските училишта. Не сум сигурен дека такво нешто се случило во Русија, десталинизација, или не во целост, или е тоа отидено во некоја сосема друга насока, тоа научниците кои се во овој форум го знаат сигурно подобро од нас, но тоа што кај нас не се случува е дека вие не можете само да кажете дека ќе го исчистите образовниот материјал, едукативниот материјал, учебниците од национализам, од родова дискриминација или не знам што. Имате обврска да го департизирате општеството, меѓутоа особено образованието. Таквиот процес не е започнат во нашата земја и јас мислам дека отпорот кон реформите такви какви што беа представени, вешто или невешто, тоа е предмет на друга дискусија, меѓутоа отпорот кон тие реформи така како што беа представени, всушност беше одбрана на одредени партиско-политички, идеолошки, меѓутоа и криминални елити во нашата земја, кои се во составот на одредени политички партии. Значи, ако имало денацификација после 45-та во Германија, вие имате обврска да се посветите на своевидна денацификација во вашето општество, почнувајќи од образованието, почнувајќи од училиштата, пред се почнувајќи од наставниот кадар. Јас сум убеден дека она што го работеше Институтот за хуманистички науки, кој го води професорката Колозова, од заробување на државата, јас би го нарекол ослободување на државата од организираните структури кои системот го злоупотребуваат за политичко-криминални интереси и действија. Тоа е ситуација во која вие во образованието, за да го замаскирате собствениот тоталитарен елитистички момент во таа тогашната режимска структура и клика, вие најлесно, најевтино,
податливо за обликување, можете да го промовирате семето на ултранационализмот, на расизмот, на дискриминацијата по сите други основи и на родова и на друга на сексуална ориентација и така натаму, на социјална ако сакате. Вие имате генерации излегува од тие училишта кои не само што се националисти, туку се и родово несензитивни, кои ги мразат LGBTI заедниците, кои ги мразат сиромашните, дури кога се самите сиромашни ги мразат сиромашните, го мразат сиромаштото или го мразат скромниот живот и се фасцинирани од сјајот на моќниците кои со сила и со насилство и со понижување владеат во општествениот дискурс било кој на било кое ниво. На нафта или други ресурси. Меѓу другото и тоа. Ако може сега. Да, се разбира. Тука отприлика би го повториле кругот, тука и професорката сите се тука, значи јас само неколку тези подготвувајќи се за оваа дебата, може ќе помогне во натамошната дебата, ќе бидеме само пократки. Вели, учениците се жртви на меѓупартиски и меѓуетнички недоразбирања. Градоначалници поставуваат директори на средните училишта, тие се зависи од нив, веќе спомнавте во таа насока, дали и колку политиката ги креира наставните содржини. Може ли директно политиката или партиите да креираат наставни содржини? Да се спуштиме малку во тој дел на основното на средното образование. Дали силните реакции што ги има по секоја цена некоја реформа, кога ќе се спомене како нашава последната професор Колозова зборуваше нешто за тоа, се случува поради судер на идеолошки концепти, на политика, не знае или од нешто сосема друго. Еве, професорке Најчевска, повелете. Благодарам многу. Значи, ја можеби ќе бидам малку различна од она што го кажуваше Џабир и слично, ама да ви кажам право, пострашно од партизацијата ми е пострашен ми е неквалитетот на наставниот кадар. Мислам, неквалитетот на наставниот кадар може да биде поврзан со партизацијата, може да е дел од она што представува влијание на партиите во образованието и слично, но не мора. Она што ни се случи нам во изминативе декади е продуцирање на неквалитетен кадар и вработување во образовниот процес на неквалитетен кадар. Јас имав можност, значи 30 години работам и со наставници во основното образование, и со наставници во средното образование, и со ученици во основното и во средното образование. И можам со многу чисто срце да кажам дека она што ни се случува во образованието е потполно дезавуирање на минимален квалитет кој што е потребен за да постои во образовниот процес. Значи, партизацијата најверојатно многу придонесе за ова нешто, заради тоа што со голема леснотија, без никакви правила, процедури и критериуми на одредени места се поставувани било директори, било наставници или друг кадар во училиштата, кои што одговараат на партиите, кои што се поставени од партиите, не заради тоа што имаат некој свој квалитети поврзани со образованието, туку заради тоа што се блиски или дел од одредени партиски структури. Меѓутоа, вака да размислиме, значи и во секоја партиска структура во рамките, да речеме, на дури и на големите партиски структури, сигурно може да се направи разлика меѓу луѓе кои што имаат знаења, кои што имаат вештини да бидат наставници и оние кои што немаат знаење и немаат вештини. Меѓутоа, дури и во рамките на тие партиски именувања се ставаат на позиција на наставник, позиција на директор, оние кои што не знаат, оние кои што не умеат. Ме сваќате, значи таа негативна кадровска политика не е поврзана само со партиската припадност.
Таа негативна кадровска политика е поврзана со дезавуирање комплетно на образовниот процес. Значи, се ништат извадени се од она што представува начин на поставување на овие кадри, сите правила, процедури и критериуми. Заборавено е дека не може секој да биде наставник бре луѓе, исто како што не може секој да биде хирург или фудбалер или готвач или програмер. Значи има луѓе што можат да бидат наставници. За да се биде наставник треба да се има и знаење и вештини и талент да се биде наставник. Значи, еве, јас се согласувам, сега е СДСМ на власт, нека бидат сите наставници од СДСМ во крајна линија, ама ајде да направиме правила, процедури и критериуми кои што ќе обезбедат наставниците кои што припаѓаат на СДСМ да бидат оние кои што имаат знаење и вештини. Значи, не се работи само за партизацијата. Да, партиите многу негативно влијаат врз она што представува селекција на соодветниот кадар. Меѓутоа, не заради тоа што наставниот кадар на овој или оној начин припаѓа кон одредена партиска структура, туку заради тоа што не постојат правила, процедури и критериуми врз основа на кои што се бира наставниот кадар, не постои соодветно образование на наставниот кадар и високото образование станува конјунктурно. Според мене, во нашето високо образование постојат и се одржуваат и непотребни факултети, факултети кои што директно имаат влијание на образованието, како што се факултети кои што ги одржуваат, да речеме, специјалните училишта за децата со попреченост. И заради потребата, конјунктурната потреба од постоење на тие факултети, ние наместо да ги укиниме специјалните училишта за децата со попреченост и да направиме обид за потполна инклузија на овие деца во редовното образование, ние заради постоењето на тој кадар, заради конјунктурата на привлекување на тој кадар на своја страна на одделни политички партии, ги одржуваме и едните и другите, и факултетите, и самите, да речеме, специјални училишта. Значи, ова е само еден пример. Значи, не е луѓе толку проблемот во партизацијата. Да, таа многу негативно влијае. Проблемот е што нашето општество, нашата заедница, нашите луѓе не ја сваќаат потребата и значењето не го сваќаат на образованието. Самите граѓани некогаш, самите родители го корумпираат образованието, не разбирајќи дека на тој начин се руши целата зграда на нашата заедница. Професор Најчевска, за сега пак ви благодарам. На крај со пореченица две ќе може и да заокружиме, кога ќе дојдеме повторно до вас. Сега, ако дозволите да го злоупотребам малку оваа позиција моја моментална само со една реченица, апропо дел од дискусијата на професорката Најчевска, не во моето време, во времето на мојата генерација, во осмолетките и во осмолетка и во гимназија, па се знаеше кој од наставничкиот кадар можеше да биде директор. Значи се гледаше оддалеку, дури ние учениците на поголема возраст, веќе втора, трета, четврта година, точно знаевме кој е директор, а кој всушност треба да биде директор, ако тука има некаква дисторзија. Така беше по клиниките, точно се знаеше кој е авторитетот во таа средина кај колегите, кај лекарите, кај другиот персонал. Но ете, дојде плурализмот и ние сме во таа фаза сега на онаа мексиканска капитализација на општеството. Но Џабир Дерала сега повторно на некој начин ќе ми извинат професорки да ме става во позиција да бидам малку Талат Џафери, па бара процедурално апропо дискусијата на Најчевска, ве молам кратко сега. Да, бе спомнат кај уважената професорка Најчевска, па би сакал да кажам, јас се разбира дека може да се гледа и на тој начин оваа тема, но останувам убеден дека партизацијата е генератор на неквалитетните кадри и на неквалитетното образование, токму заради тоа што вие преку таквото инфилтрирање, односно интрузија во образовниот систем, генерирате необразовани,
генерации кои се склони кон слепо верување на одредени идеи, односно пораки кои ги имаат тие политички партии. Заради тоа партизацијата всушност генерира послушни наставни кадри, кои попрво гледаат да ја задоволат директивата од партијата, во овој случај навистина не е важно за која партија, и им останува малку време од животот, нели во текот на еден ден, да посветат прво на својата мисија, како образовни кадри, а потоа и на собствената надградба, интелектуална, за да можат утре да бидат уште подобри. Својата партија за себе како грб немаат потреба од додатна Имено, и заради тоа политички партии, политичките партии, нели, наставниот кадар има право да си, тоа е уставно право да биде член на политичка партија. Меѓутоа политичките партии мораат да го исклучат образованието од агендата таа што ја имаат сега, да интервенираат во кадровската политика и да интервенираат во секојдневието на наставниците, на наставниот кадар, визави учениците и нивните родители, да престане пропагандата во училиштата. Департизацијата се разбира се однесува на тоа. Да. Благодарам по истите редослед професорката Бачовска. Да, тука сум. Сама кратко, нели, привршуваме уште по 3-4 минути, па ќе имаме можност и за други дебати. Го спомнав дека професионалниот интегритет пред се тука во основното и во средното образование, ајде да ги предпоставиме дека во високото и се подразбира и го има на некој начин. Меѓутоа во основното и во средното образование професионалниот интегритет на луѓето кои што се таму е клучен. И тука мораме компаративно и многу конкретно да размислуваме. И јас имам искуства со мои колешки што работат во скандинавските земји, да не сум досадна, ние не сме ни споредливи со тие општества. Но таму многу се вложува во луѓето кои што работат во овој сегмент. Таа прво мојата пријателка, условно да ја наречам, или познаничка, која што е македонка, меѓу другото работи и живее во Шведска, прво беше во детска градинка, она тука имаше завршено на филозофскиот факултет педагогија, потоа таму со толку многу испити од нашиот факултет ја нострифицираа дипломата и не ја проблематизираа, веднаш стана магистар со додипломски студии таму, па испратија во Америка да студира нешто джендер за децата, како да сето тоа бидеат сензитивни за таа проблематика. И сега таа работи во општина во Малме, каде што незината задача е да ги имплементира најновите научни истражувања, педагошки истражувања на локално ниво. Значи, што е потребно на незината општина, а науката го има кажано во однос на деца со пречки во развојот и каде се тие, каде сме ние. Значи, професионалниот интегритет, колку човекот има повисок професионален интегритет, толку помалку, мислам, може да биде пион. И затоа и го спомнав во претходното моје излагање. Градоначалникот ќе го постави директорот, без разлика од која партија. Меѓутоа, директорот мора да има интегритет. Јас сум била на тие семинари кај тие директори од основни училишта и сум им рекла, направете анализа на вашите испратени мейлови, едно истражување. Колку вие сте добиле пораки од градоначалникот, од некои политички инстанци, а колку вие сте испратиле барања до тие политички инстанци, во смисла на вашите потреби, проблемите на училиштето, некои ваши идеи да се смени нешто. Значи, нула. Знаете, на тие семинари, како сме за лечење од алкохолизам, кога зборуваме за интерната комуникација внатре. Тоа се поразителни состојби. Затоа тој професионален интегритет на луѓето во образованието, мислам дека можеби е тој долг општествен процес, може би треба да се забрза, е клучен, но треба свест за тоа. Исто така, политичката поларизација која што имаме, која што е резултат на ниската политичка култура тука кај нас, односно кога зборам за политичка поларизација, значи ги имаме двете партии спокарани, значи секогаш обструкции се прават,
Професорката Колозова ги спомна дигитализацијата прекрасно. Јас читав во една книга Медии и образование од Жан Гоне, не знам дали е преведена на македонски, на српски, од стара книга, меѓутоа уште пред 10 години Жан Гоне дава пример. Вика, децата во Шведска не учат читање од учебник, од телевизија, од некои доминантни ствари што ги имаат во нивниот живот. Значи, ние сега, во 2020-2021 година, имавме протести против дигитализација на учебници. А моето дете е нон-стоп со мобилен телефон дома. Значи, треба историја да учи од мобилен телефон. Играта што... Исто така. Да, неколку пати ова сум го спомнала. Но, не чинеше политичкиот маневр со кој што министерката ги најави реформите. Значи, тука треба дури и меѓународната заедница да се вклучи во суштествени општествени сегменти, здравство, образование, како договори кога се подпишуваат, Охридски и друг. Ке ги седнеш да бидат конструктивни. Бејхи на вистигна, имаме... Господин Прибе да го донесеме овде постојано, да биде државјанин на Македонија, да му дадеме, не знам, стан и живеалиште и добро, професор Кебачовска. Не знам веќе како почнувам онака футуризам, онака да научна фантастика. Ви благодарам. Така, професор Колозова, да заокружиме. Малку да се анмјутнам. Јас повторно ќе се согласам со професорката Најчевска. Не, мислам дека е преголемо упростување да се сведи проблемот дали на партизација или на политизација во смислата во која што е употребен поимот овде, мислам од организаторите на панелот. Очигледно ние две го користиме поимот во сосема спротивна смисла и како што реков, политичкото треба да се афирмира во образованието и треба да се градат политички суштества, но образованието треба да е плурален и демократски форум на градење различни политички субјективитети, меѓу децата исто така, политичко разбрано во најшироката смисла на зборот, а не нели тесно партиско припадништво. Така што значи, ниту тоа, ниту политизацијата во смисла во која што е зададена темата овде, ниту партизацијата не е суштината на проблемот. Веројатно, суштината на проблемот е сосема обратното. Како што ви кажа професорката, замислете сите професори, да се од СДСМ, или да беа предходно од ВМРО, но партиски поставени. Но замислете да ја врши работата како што треба. Како би изгледало тоа вршење на нивната работа како што треба? Ние немаме поим. Ние немаме поим затоа што можеби, и тука е мојата теза, можеби нашата нездрава политичка култура не во смисла на етикета, него нели систем на вредности, символно, кое што го организира, структурира политичкото кај нас. Значи, можеби нашата се уште политичка култура, која што потоа одразена во начинот на кој што партиите функционираат и се практикува власта, можеби сосема обратно доаѓа од погрешно поставениот образован апарат. Овој образован апарат, ваков каков што го се негува со децении и себично, панично почна да го чуваат етаблирани професори, пазете, од разноразни партиски линии. Вие имавте еден куп професори кои што знаевме дека се блиски на СДСМ, кои што се крена на една тивка револуција и бојкот или директен напад на реформите. Некои од нив од катедри кои што треба да се занимаваат со област образование, директно атакуваа на реформите. Зошто? Затоа што статус-квото, кој што им е познато, не сака да се промени. А тоа статус-кво го држува и сега ќе поентирам, го држува и општеството и идните генерации во позиција на луѓе кои што не знаат да размислуваат критички, не знаат да размислуваат самостојно, не знаат да истражуваат, папагалски го повторуваат наученото, а тоа е
комотно и за оние кои што владеат, но и за оние што се образовна елита на сите нивоа на образование, затоа што и самите се произведени од таков систем и надвор од собственото папагалство не самите не знаат да излезат. Така што нив ги плашеше оваа промена од тие причини. Така што идеологијата е всушност таму, па се рефлектира на деформирани поставености на партиски системи, а потоа и државни апарати, наместо обратно. Не знам дали сум јасна, еве ќе завршам и ќе заклучам, ама баш овој експеримент што го спомна професорката, замислете, Најчевска, замислете да се сите од да сме, еве, окей, пеки, нека биде. Ако се окей, ама не се окей. Зошто не се окей? Ако го поставиме тоа прашање, стигаме до ова. Јас ви благодарам, само да укажам дека професорке јас не ве прекинав, туку само сакав да сугерирам, да ве прашам дали станува збор за конвертитизам некако, за полтронство, за карактерни особини на учесниците во овој образовен процес, на кадровскиот потенцијал. На тоа пледирав. Вие мислевте дека ве прекинувам во дискусијата. Добро, има ехо од студиото и заради тоа не ни сватив. Не знам, тоа треба цела една анализа, комплексна, интердисциплинарна, а тие луѓе имаат отпор кон тоа, во една димензија и филозофска, и антрополошка, и културолошка, за да ја разберете природата на сето тоа. Имам колешка Ана Блажева, која што се чија експертиза во Институтот психологија на политичкото, работи со комплексни теми, од меланхолија и револуција до не знам што се. Може би е добро некојаш неја да ја прашате што мисли за тоа. На вистина не знам од кај доаѓа изворот повеќе од ова што веќе го кажав, како цел еден сет вредносен. Да. Многу и вам ви благодарам. Да, веројатно треба некој посебен филтер во стартот на кадровската политика за кадрите во образованието. Ова дебата го замолувам сега господин Џабир Дерала да ја заокружи и гледам дека сака и да одговори на дел од тезите. Значи ќе заокружам, можеби ќе има уште некој да каже нешто, ја не знам како е вашиот план. Меѓутоа, ја стварно не знам како тоа не се разбравме во делот во кој зборував за партизацијата, односно инволвираноста на политичките партии во процесот на образованието. Мислам дека за терминолошки недоразбирања. Веројатно се работи за терминолошки, меѓутоа ако постои терминолошки, односно определеност да се зборува во една насока, не треба да се дискредитира тоа што го кажува другиот соговорник, во тој случај она што јас го зборував. Инаку се работи за многу сериозно недоразбирање. Воопшто во општеството, не зборувам за панелот. Мене ова ми кажува и дека постои недоволна свесност или разбирање на големиот проблем. Значи, јас не зборувам само за партизација, нели, тоа и го спомнав, дека уставно право е наставниот кадар да си биде во една или во друга или во трета политичка партија. Проблемот настанува таму кога се партизира самото образование, односно самиот процес на едуцирање, на образование на учениците, студентите и така натаму. До наставните програми мислите? Не зборувам само, значи зборувам за тоа дека политичките партии преку своите краци, тоа се наставниот кадар, и се разбира преку оние кои ги пишуваат учебниците и ги изработуваат наставните програми и во наставните активности, па се шетаа на времето и деца со смешни шлемови, штитови, тоги и копја. Да не зборувам за цркви, џами, веронауки и 300 чуда. Да не зборувам за криминалното поведение на еден дел, за среќа помал од наставниот кадар и воопшто од целиот систем.
За сето тоа, значи, постои политичка одлука внатре во политичките партии да се каже ке се влијае на образованието преку учебници, наставници, наставни програми, воннаставни активности и така натаму, за ние да ја наметнеме нашата доктрина, нашите интереси, кои најчесто не се ни идеолошки, туку се класично лукративни и криминални интереси, не е битно. Значи, тоа е најголемиот проблем со кој ние се соочуваме. И затоа вие имате неквалитетни кадри, затоа што ќе стават послушник, а не некој што е квалитетен, некој што држи до интегритетот и до достоинството. Џабир, може ли јас само да се дообјаснам за да не остане недоразбирање. Значи, немаше напад на организаторот и како го користи поимот или како пристапувате на прашањето и политичко и партизација. Јас само инсистирав на финеса за да не се случи недоразбирање недоразбирање во однос на тоа, се извинувам, морам малце ова камера, пошто се гледам сама себе ме уклучивте там. Вакво недоразбирање во однос на тоа да не се случи, значи недоразбирање како го користиме поемот политичко и на што се мисли кога се вика деполитизација. Значи повеќе беше праење финеса во име на сите нас, инаку јас знам цивил како може да го разбира поемот на политичко и знам дека го разбира во најширока смисла и во смисла во која ние го браниме заедно со професорката Најчевска. Значи, мене ми е јасно дека вие не би го употребиле така, но за потребите на оние кои што слушат, за да не се создаде недоразбирање околу вредноста на политичкото, постојано и нијансираме, а не како ја барем не го мислам како критика, ниту мислам дека имаме суштинско недоразбирање. Да, во право сте, ви благодарам и за таа забелешка. Се надевам дека се разбравме. Јас сега сите ќе ве замолам, само по една реченица, буквално по една реченица. Констатиравме веќе час и половина скоро, констатираме, анализираме, цениме. Чаре, во една реченица, кои се првите два чекора што треба државата, општеството, сите ние, особено вие, инволвираните во образованието. Повелите Најчевска. Значи, според моје мислење, сегашната ситуација е резултат на декади и декади на негативна кадровска политика. Во моментот и високообразовните професори, и наставниците, и директорите во основното и средното образование ги користат политичките партии заради тоа што тие на поинаков начин не можат да обстојуваат. Значи, тоа е спрега меѓу партиите и неквалитетниот наставен кадар. Нам ни е потребна политиката, потребна ни е политичка гарнитура која што ќе пресечи и ќе постави нови правила на игра за да можеме да излеземе од оваа ситуација. Отворивте нова тема, не ме слушнавте, сакав да упаднам само ја истакнавте тезата дека поединците ја користат партијата за своји привилегии и позиции во образовниот процес. Ние цело време дискутиравме обратна насока дека партиите практично преку својата кадровска политика влијаат преку своите партиски кадри во образованието. Но сеедно, тоа е таа интеракција, многу добро ве разбрав. Благодарам. Тоа е заедна спрега на неквалитетот со партиите. Ве разбрав, без неквалитетни партии и неквалитетен кадар. Не може да направат. Се согласувам. И неквалитетни партии кои поддржуваат неквалитетен кадар. Да ни се партиите квалитетни, да имаат свест дека треба кадарот и свој партиски да го ослободат, да мисли со своја глава и да користи туѓи искуства во позитивни процеси, тие се амбивалентно врзани едни со други. Благодарам. Професорке Бачовска, ако сте уште тука? Да, ве молам, Бачовска? Не, веројатно замина, тогаш професорка Колозова, ве молам исто со реченица 2 да заокружиме каде натаму.
кој е првиот чекор? Еве и вториот, ако имаме визија до таму. Првиот чекор е да се спроведат реформите кои што лани со концепцијата се вети дека ќе се спроведат, да не се прават компромиси со вредности како интердисциплинарност, како родова еднаквост, како потполна, што е можно по потполна дигитализација на образованието, и во високото образование реформи во законот и поголема автономија за високообразовните институции во нивните одлуки, од нострификација до не знам, се останато сега да не го редам. Важно, не смееме да бидеме заедно со Турција на Ердоган и со Албанија во иста група на земји кај што министерство признава наместо самите високообразовни во делот на нормалните дипломи, нерегулираните професии. А тоа се прави само со еден чекор, со една одлука или со промена на дел од законот. Тоа се прави во еден ден. Чекори може да се преземат и системски да се променат. Ви благодарам многу, го замолувам Дерала да даде печат, што се вели на денешната дебата, и сосема кусо да ја закружиме, да ги ослободиме и професорките, а и нашите гледачи. Се надевам дека ќе имаме можност за, иако јас вака лаик на темава, ќе ми биде задоволство ако продолжиме со уште една дебата на оваа тема, бидејќи е неисцрпно очигледно. Повелете, Дерал. За ова уште многу. Јас се надевам, можам и во твое име и во моje име, во име на тимот, да ги поканам, да ги замолам да пишуваат или своји трудови да ни испратат на објавување во нашата медиумска платформа, бидејќи ова е навистина значаен придонес, ова што го слушнавме до сега, без оглед на тоа дали имавме разлики меѓу себе, се разбира дека тоа е дури и добро да имаме разлики, да го поздравувам тоа и лично. Што се однесува до прашањето, да ја завршиме нашата дебата денеска, јас би одговорил со една единствена реченица, да видиме како германските училишта беа денацифицирани после Втората светска војна, таков процес нам ни треба исто така во нашите општества, не само македонското. Да, нам ни треба не само во македонското, туку во неколку општества во Западен Балкан, па и пошироко, ни треба денацификација во образованието и воопшто во општествениот и во јавниот дискурс, заради тоа што мораме да изодиме еден пат, заради тоа што на времето, пред само неколку години, не мислам дека не се ни 5, ние имавме една состојба во општеството која во многу нешта, знае и професорката Најчевска пишуваше на времето цели листи, даваше, мислам, 14 точки, во кои македонското општество, односно македонската политика беше иста со она во 30-тите и 40-тите години во Германија. Толку имам да кажам, значи првиот чекор е да сватиме дека нам ни треба денацификација. Ако дотаму дојдовме да почнуваме нешто со враќање некој назад неколку декади. Па толку не вратија претходните политички решенија и се разбира, постои многу голем простор за сериозна критика за тоа колку и на кој начин постои решителност тоа да се надмине и да се модернизира општеството, а колку инерцијата ги зафатила оние што носат одлуки и во овој домен, меѓутоа и во многу други домени. Предлагам тука да заклучиме, да затвориме денешната дебата. Јас им благодарам на сите што не следеа преку интернет во живо. Благодарам на професорките Најчевска, Колозова и Замина Бачовска, да, сепак благодарност и до неа, благодарност до организаторот и домаќинот на оваа дебата, на председателот на Цивил Џабир Дерала. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.